أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Čovjek od novoj svijet pominува niz razni srećni momenti i tažni momenti. To je природата на овој дуњалук. Затоа исламските научници и човекот го опишуваат како птица која има две крилја. Птицата символизира љубов кон Аллах субханаху ва таала. Бидејќи човекот на овој дуњалук е дојден да му служи на својот господар. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Вели Аллах субханаху ва таала, и не ги создадов джинните и луѓето освен мене да ми робуваат. Значи човекот е дојден на оваа земја со цел да му служи, да му робува на својот господар преку ибадет, преку робување, преку извршување на наредби, избегнување на забрани. Оваа птица има две крилја. Крилјата на птицата се надежта и стравот. За да птицата има рамнотежа, мора да ги употребува двете крилја и двете крилја да се здрави и исправни. Тие крилја во исламската терминологија се нарекуваат ар-раджау вал хауф. Надеж и страв. Надеж во Аллахова милост. Надеж во Аллахова прошка. Надеж во подобра иднина. Надеж дека верниците на крајот ќе успеат. Страв од грешење. Страв од Аллахова казна. Ние со помош на Аллах субханаху ва таала и со помош на наше скромно знаење ќе зборуваме за надежта. Бидејќи надежта е она погонско гориво кое го тера човекот да истрае во своите дела. Аллах субханаху ва таала во Куран ни вели: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. О робови мои, кои претеравте во грешење, لا تقنطوا من رحمة الله, немој да губите надеж. Значи поентата, драги браќа и ценети сестри, стои токму во овој дел од куранскиот ајет. Ние грешиме постојано, деноночно, и свесно и несвесно, и со мали гревови и со големи гревови. Меѓутоа, човекот не смее да губи надеж. Ла такнату мин рахметилlah. Немој да губите надеж. Инна Аллаха јагфиру ذунубе џемија. Господарот Аллах субханаху ва таала ги простува сите гревови. Иннаху хувал гафуру рахим. Навистина, тој е простувач и somilosен. Со овој курански ајет, Господарот Аллах субханаху ва таала ни дава надеж дека без оглед човек колку пати згрешил, колку пати шејтанот го измамил, човекот ако падне, треба да стане. Ако сгреши, треба да побара прошка кај Аллах азза ва џале. А секако месецот Рамазан е месец на прошка, месец на опрост. Затоа, драги браќа, ла тајесу мин рахметилlah. Иннаху ла јајесу мин раухилlah илла алқаумул кафирун. Вели Господарот Аллах субханаху ва таала, и немој да губите надеж. Навистина надеж губи народот невернички. Надеж губи народот невернички. Човекот што и да му се случи во животот,
и без оглед во каква ситуација да падне, човекот мора да гаи надеж во душата. Надеж во срцето, дека Аллах простова, дека доаѓа подобро утро. Ако не на овој свет, доаѓа ахирет, каде секој ќе го зема сето она што му припаѓа. Надежта последна умира. Тоа е сила, енергија, која ни дава да истрајаме. Замислете, кога Ибрахим алейхиссалам ја остави на Хаџар со малиот син Исмаил во пустата долина, каде што не расте ништо, каде што немаше вода, ја остави во Мека, која се уште не беше град. Замислете, драги браќа, Ибрахим алейхиссалам ја остава Хаџар со Исмаила во денешна Мека, каде не постоел градот Мека, каде не постоел изворот Земзем. И таа му патува прашање на Ибрахим алейхиссалам. Ја Ибрахим, Аллаху амурак. О Ибрахиме, дали Аллах ти нареди? О Ибрахиме, дали ова што го правиш е наредба на Аллах? О Ибрахиме, кому не пропушташ во ова место каде што не никнува ништо? Кога Ибрахим алейхиссалам и одговори на Хаџар и дека Аллаху амерни, Аллах ми нареди. И јас те препуштам на Аллах. Што рече Хаџар? Радиту. Задоволна сум со Аллаховата одредба. Иден ле јудајена. Аллах азza wa jalla никогаш нема да не испушти, да не препушти на самите себе си. Аллах нема да дозволи да бидеме загубени. Замислете. Ова надеж која имаше Хаџар ја направи да трча од Сафа до Мерва 7 пати. Не еднаш. Оние кои биле на хаџ или на умра знаат дека одењето сајот меѓу Сафа и Мерва е 7 одења. Што значи дека таа и покрај надеж, таа вложувала труд, таа вложувала и напор, убедена дека Аллах азza wa jalla нема да ја препушти самата на себе си. Тоа е навистина надеж во Аллахова сила. Исто така и нашиот пегамбер Мухамед ﷺ, која беше во пештерата Хира. Мушриците дојдоа на влезот од пештерата, намеравајќи да го убијат и него и на Ебу Бекр. Ебу Бекр ради Аллаху анху му вели: "Леу назара ахадухум асфеле кадемейх лераана." Аллахов пратенику, ако некој од нив погледне под своите нозе, ќе не забележат. Ебу Бекр како обичен човек, кој секој човек во себе има страв, има и надеж. Ебу Бекр се плаши. Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селлем му влева надеж. Ма ظنك باثنين Аллаху салисухума. Ебу Бекр, о Ебу Бекр, што мислиш за двајца со кои третиот меѓу нив е Аллах? Ако Аллах е со тебе, тогаш зошто страв? Зошто паника? Ако човекот ти се на вистинскиот пат, искрен спрема Господарот и правиш честни дела, зошто тогаш стравуваш? Зошто тогаш се плашиш? Погледни ја надежда на Муса алейхиссалам. Муса алейхиссалам бега со неговите следбеници. Доаѓа до брегот на Црвеното море. Пред него огромно море. Зад него моćна војска. Тој во средина. Оние кои со слабо верување рекоа: "Ја Муса, инна лемудрекун." О Муса, ќе не стигнат. Кој? Фараонот со неговата војска кој ги бркаше, кој беше во нивно следење. Пред нив океан, зад нив
силна војска која ги гони. О Муса, ќе не стигнат. О Муса, ние сме готови. Муса алейхиссалам како одговори? Со силна надеж, со силна верба. Келла, инне меје рабби сејехдин. Никако. Аллах е со мене. Тој ќе ми го укаже вистинскиот правиот пат. Тоест, Аллах ќе ми даде излез. И навистина Аллах азza wa jalla го поучи со стапот да удри во морето и тоа се отвори. Гледате, драги брача, што значи надеж кај верникот. Затоа верникот не смее да биде песимист. Не смее да биде од оние кои паѓаат во очај и во разочарување. Вратите на милоста се секогаш тука. Фе инне ме'ал усри юсра, инне ме'ал усри юсра. Навистина, после тешкото доаѓа лесно. Навистина, со тешкото е лесното. Сака Аллах азza wa jalla да ни каже дека не смееме да бидеме колебливи, слаби. Бидејќи само слабите верници или мунафисите, тие се оние кои колебаат, тие се оние кои стравуваат, тие се оние кои не се сигурни во помошта на Аллах субханаху ва та'ала. А тоа најдобро можеме да го илустрираме со еден впечатлив пример. Како што е примерот во битката на Хендек, кога мушриците, мунафисите, кога племињата од страна на евреите се собраа сите и ја нападнаа Медина. Аллах азza wa jalla го пишува во Куранот, сура Ал-Ахзаб, 10 ајет. Ја ајуҳаллазина амену зкуру ниъматаллахи алейкум. О верници, подсетете се на Аллаховите благодати врз вас. Подсетете се. Ид џаеткум џунудун, кога ви дојде голема огромна војска. Ферселна алейхим рихан во џунуден лем терауха. Аллах вели, а јас пуштив ветер и војници кои вие не гледавте. Ва кана Аллаху бима та'малуна басира. Аллах гледа вие што работите. Из џаукум мин фаукикум ва мин асфала минкум. Кога тие дојдоа и од горна страна и од долна страна, кој непријателот. И потоа Аллах азza wa jalla вели, из џаукум мин фаукикум ва мин асфала минкум ва из загатил абсар. И кога погледите беа вџашани, а срцата стигнаа до грклан од страв, од паника. Голем непријател, силна војска, ги напаѓа од сите страни. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. И тогаш многу мунафици, многу од оние кои се со слаб иман, почнаа да размислуваат разни мисли. Каде Аллах ќе да помогне? Ќе бидеме уништени, ќе бидеме поразени. Нели Аллах ни вети? Значи мунафиците, слабите верници, во моменти на криза, во моменти на страв, тие почнуваат да имаат лошо мислење за Аллах. Хуналике птулиел муъминун ва зулзилу зилзален шедида. Аллах азza wa jalla кажува, тогаш беа верниците ставени на голем испит и беа потресени со силен потрес. Из јакулу мунафикуна валладина фи кулубихим марадун. Кога мунафиците и оние кои имаат болест во срце проговорија и рекоа, она што Аллах ни го ветил и пратеникот, тоа е само лага. Тоа е само илузија. Тоа е само обмана. Затоа, брате вернику и сестро муслиманко, Рамазанот е голема прилика и шанса, момент да се покаеш, да излезеш од очајот, од разочарувањето, да погледнеш на позитивната страна на животот, бидејќи имаш Господар кој те чека, кој е милостив, кој влева надеж, кој не чека, кој
никогаш не го изневерува своето ветување. Врати се кај Аллах Азза ва Џелле. Излези од темнината на грешењето и неправдата. Дојди на светлото на добри дела и на покајанието. Имај верба во Аллах Азза ва Џелле. Аллах се што ветил, Аллах исполнил. Навистина, Аллах Азза ва Џелле ветил дека победата на крајот ќе им припадат на верниците. Затоа имајте верба во Аллах Азза ва Џелле. Имајте верба во вашиот живот. Навистина, Аллах Азза ва Џелле е на страната на оние кои се искрени, оние кои се доверливи, оние кои веруваат во Него. Затоа, во една прилика, Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем беше во посета на еден младич кој беше на смртна постела. Па кога го праша, кейфе еджидук, како си? Во каква состојба си? Човекот рече, арджулlah ва ахафу зунуби. Се надевам во Аллах, а имам страф од моите гревови. Тогаш пегамбер селем рече, Аллах Азза ва Џелле нема да ги спои кај верникот овие две работи заедно. Ако на дуња си имал страф, на идниот свет ќе имаш мир. Ако се надеваш во Аллах, Аллах Азза ва Џелле ќе ти ја исполни твојата желба и твојата надеж. Бидејќи Аллах е Господар. Никој пат Аллах нема да дозволи верникот да страда и на овој свет и на идниот свет. Ако се надеваш во Аллах, Аллах ќе ти го даде тоа надевање и ќе ти го исполни. А ако се плашиш од гревовите, а тоа е својство на верникот, верникот треба да се плаши да стравува од своите гревови. Како што рекол Абдуллах ибн Месауд, верникот се плаши од гревовите како што некој да застанал под планината над глава и тој се плаши да не му падне врз него. Додека грешникот, расипникот, тој на гревовите гледа како да му застане мува на врв од носот и само ќе замавне со раката. Затоа, драги браќа, да го молиме Аллах Азза ва Џелле, Аллах да ни подари цврст, неколеблив иман, кој ќе не исполни со надеж во Аллахова милост и страф од нашите гревови, бидејќи гревовите се наш непријател. Да го молиме Аллах Азза ва Џелле овој месец Рамазан да го направи наш момент на вистината, точка на пресвртница, исполнети со надеж и верба за подобро утро, за подобра иднина, иншаллаху таала за место во џеннет. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.